ден на сите и на тие што ме гледат. Во услови на епидемија овие можности нови на науката, на техниката, технологијата овозможуваат и на ваков начин да бидеме заедно. Некој пастор основал една црква и служел посветено во таа црква, но требало да замине некаде и кога заминал, дошле некои други пастори и почнале да обвинуваат дека оној што им служел не е вистински пастор, дека ги мамел, дека ги лажел, дека тоа што го проповеда се ереси и дека всушност дошол меѓу нив само да ги манипулира, да ги краде, да ги лаже и да воспоставува некакви такви лицемерни односи. И во црквата некои луѓе се кажале, ами тој ни беше сомнителен. Ете се потврди дека не е вистински пастор. Други кажале, не, ние му веруваме нему, а пак некои рекле, ајде да видиме во Библијата дали навистина тоа што ни го учел, на што научил е според Библијата. Такво нешто се случило на апостол Павле. Тој отишол во Коринт, ја основал црквата таму, им служел скоро 2 години, бесплатно им го дал Евангелието, се трудел прекумерно меѓу нив и заминал да основа цркви на други места и дошле некои други апостоли и почнале да обвинуваат дека тој не е вистински апостол, дека е лажен апостол, дека дошол таму само да ги манипулира, да ги лаже и дека тоа слово што го проповеда не е вистинско, не е Христово слово. Ништо чудно, ништо ново за Павле. Тој секаде каде што одел се соочувал со такви проблеми, секаде каде што одел доаѓале после него таквите лажни апостоли да го рушат неговото дело и тој многу не им обреке внимание. Меѓутоа, веќе ситуацијата во Коринт е поинаква. Таму тие лажни апостоли не само што го рушат неговиот авторитет, но и нудат друг некој Исус, нудат друго Евангелие, друг дух, тоест веќе има опасност верните во Коринт да отпаднат од вистинската вера. И затоа Павле им пишува послание, не едно, 2 послания, повеќе послания напишал, меѓутоа ова второто веќе целосно е во таа насока. Тој да го заштити своето служење и во 5 стих тој им вели, во 5 глава им вели, ние ве молиме како соработници Христови да не ја примете напразно благодатта Божја. Тоа е мојата порака, вели Павле, Божјата благодат. И да не се случи напразно да биде моето служење, мојата проповед меѓу вас. Потоа продолжува во таа 6 глава, 3 и 4 стих и вели, ние се трудевме да не му дадеме никому никаков повод за соблазна, за да не биде презрена нашата служба, да не се фрли сомнеш врз нашата служба. Во се ние се препорачувавме дека сме служители Божји. И Павле всушност им вели, ние не дојдовме за да изградиме меѓу вас некакво царство. Ние не дојдовме меѓу вас за да ве поробиме, за да се наметнеме како господари. Ние дојдовме како служители Божји. И тоа не дојдовме за титули. Тоа нешто ни е важно, да се зачува нашиот авторитет како служители Божји, да се зачува нашиот кредибилитет. Тоа е нашата цел. И се трудевме, внимававме на никаков начин да не оставиме повод меѓу вас за да биде нашата служба нападната или презрена. И дори се стигнува во ситуација, една непријатна ситуација, тоа го гледаме сега во оваа 11 глава, Павле ќе се труди да го објаснува неговиот однос со коринтјаните. Тој е обвинет, исправен пред обвинение дека градел некакви невистински односи. Многу непријатни ситуации. Тој се труди меѓу коринтјаните
им служи посветено, неговиот однос е оддаден, тој е целосно оддаден. И некои почнуваат да се прашуваат, а зошто сега толку е оддаден кон нас? Тој дури и нападен во вниманието и во љубовта. Има некаква позадина. Многу непријатна работа. Покажува љубов, се труди, а коринтијаните пак или тие лажни учители велат, ами тој е сомнителен. Сигурно има нешто позади тоа, или некој интерес има, или пак сака да ве измами и така натаму. Таквите ситуации се збунувачки навистина и може да доведат до конфликт. И мисля да премногу напада. И Павле се налага да го објаснува односот што го има кон коринтијаните, тој однос што го имал скоро 2 години, и затоа треба да ја разбереме емоцијата во оваа глава. Например, вели во 2 стих, јас сум љубоморен за вас со Божјата љубомора. Во 11 стих вели, а што си мислите, дека не ве сакам? Не, Бог знае дека ве сакам. Бидејќи не примил пари од нив и сега двосмислено е прифатен, е разбран неговиот однос. Од една страна, тој е така нападен во вниманието, од друга страна пак не зима пари. Може би не насака. Така да, во тие неколку стиха, 15 стиха на 1 глава, гледаме помешни чувства. Тоа во основа Павле го заштитува, го објаснува својот однос кон нив, а од друга страна пак објаснува пак оние другите, оние што служењето на оние лажни учители, и тука целосно ги разоткрива, целосно ги разобличува, дури нарекувајќи ги служители на сатаната. Се преправаат како апостоли, она како што сатаната се преправа како ангел на светлината. Ајде да видиме, значи, тоа е како увод еден, за да ни биде појасна сцената, контекстот во кој Павле ги пишува овие стихови. Прво, говори за таа љубомора која што има кон коринтијаните. И вели, да бевте претрпеле малку од моето безумие, да потрпете ме. Зошто за Тука Павле малку ироничен, не дека навистина е безумен, сака да објасни за каква љубомора станува збор. Да, тој е љубоморен, но за каква љубомора станува збор. Видите, кога говориме за љубомора, навистина тоа е една деструктивна особина, една деструктивна емоција кај луѓето, мокна емоција, силна емоција, која не трпи ривалство, не трпи конкуренција и води до агресивни дејства. Оние кои се силно љубоморни, може да бидат и насилни. Големите насилства се случуваат поради таа емоција, тоа чувство на љубомора. И љубомората се обидува да таа е посесивна, го контролира објектот, за кој што е љубоморен, личноста на кој љубомори, се обидува да контролира, да доминира, да ограничува и така натаму. А пак во Библијата пишува дека Бог е љубоморен. Бог така се представува. Во Излез 10 глава вели, јас сум љубоморен Бог. И во Стариот Завет на повеќе места тој се открива како љубоморен Бог. И овдека Павле вели дека е љубоморен, но со Божјата љубомора. И каква е таа љубомора што Бог има? Ако љубомората е непријатна особина, негативна особина која е деструктивна на крајот на краиштата, и како Бог е љубоморен. Тој е посесивен ли е? Тој сака да ги контролира лицата, да ги луѓето да доминира над нив, да ги узурпира правата на луѓето и така натаму. И кога говориме за ова љубомора, тука зборот што го употреба за љубомора е зело. Од тука и називот зелоти или зилоти, оние евреи кои биле револуционери, радикални и се бореле да ги ослободат евреите од римското робство. И во контекстот во кој е поставен тој збор,
Љубомората треба да ја сватиме, таа Божја љубомора и она Павле што ја нарекува, што е која представува овдека, не е себична, не е посесивната, контролирачка љубов, туку тоа е една загриженост за реномето, за честа на некој друг, на другиот. Во Стариот Завет Бог беше љубоморен, не бидејќи неговиот авторитет ќе се нарушува, туку тој беше загрижен, тој беше заинтересиран за името што неговиот народ го има меѓу околните народи. Бог сакаше неговиот народ да се представува како голем народ, да се представува како благословен народ, како свет, праведен народ. Тоа беше грижата на Бог за евреите. Оди, Пепе, оди горе. Оди. Оди. Ништо не е моје, ајде. Добро. Зато Бог го благословуваше својот народ. Му даваше богатство, му даваше победи, за да биде тоа голем народ. И Бог беше љубоморен, му беше криво кога неговиот народ запаѓаше во грев, тоа запаѓаше во злото, на нивото спаѓаше на другите народи. И во таа смисла Бог беше љубоморен Бог. Тој гледаш на својот народ како на сопруга, која сака да биде достоинствена, а не да паѓа во неморал. И кога Павле тука говори дека е љубоморен на коринтијаните, го има токму тоа во пред. Тој работел со тие луѓе и тој се споредува во вториот стих со татко кој ја свршува својата ќерка со маж. Вели, јас сум тој кој ви го доносов Евангелието, јас сум тој кој ве воведов во Божјото семејство. Како во Божјото семејство? Тоа што ве свршив со Христос. Црквата е Христовата невеста. Јас сум тој кој ви го проповедав Евангелието, јас сум вашиот духовен татко, јас го имам авторитетот на вашиот татко, кој ве венчав со Христос. И кога користи таа илустрација, апостол Павле сака да каже, никој од тие апостоли лажни што дојдоа не може да се пофалат со таква позиција во црквата во Корин. Јас сум вашиот татко. Јас ве свршив со Христос. И од тука, како татко на невеста, тој сака таа невеста, тие негови деца, духовни деца, тој како нивен духовен татко, сака и таа љубомора, тие да останат во вистинска врска со Христос, да имат вистинско општење, да останат во светост и праведност. И тој тука има таа метафора, илустрација во древноста. Татковците били тие што ги бирале на своите ќерки мажите и секој татко сака кога ќе избере за некој, ќе избере да биде таа неговата ќерка сопруга, тој сака таа да се остане вистинска, достоинствена сопруга, нели? И таа е таа врска. И сега овдека кој е проблемот? Доаѓаат тие лажни учители и што прават? Нуждејќи лажен Христос, лажно учење, ја оттргнуваат врската меѓу коринтијаните и Христос. Она што е по суштината најважното. Христијанството е тоа, врска со Христос. Ние сме невестата на Христос. И најважното или суштинското во врската меѓу невестата и младоженецот е заедништвото, општењето. Тоа општење се доведува во прашање. Таа опасноста. И апостол Павле за тоа љубомори, бидејќи тие кои ги свршил со Христос, сега доаѓаат некои и сакат да ги свртат кон некој друг Христос, кон лажен Христос. Да ги разведат, лажните учители сакат да ги разведат, да направат развод меѓу коринтијаните и Христос, свртувајќи кон некој лажен Христос, тоест кон сатаната. Во суштина тоа е проблемот. Се кажува многу јасно понатаму. Заедништвото е многу важно. Уште во
првото послание, 1 глава, 9 стих, Павле вели: верен е Бог кој ви повика во заедништво со неговиот син Исус Христос, нашиот Господ. Заедништвото. Христијанството е заедништво. Тоа е суштината на христијанството. Заедништво меѓу, врска меѓу човекот и Христос. Врска меѓу верникот и Христос. И како секое заедништво, тоа е брак, сојуз. Ние се венчаваме со Христос. Тоа е нашиот младоженец. И секоја врска важно е да остане чиста таа врска и таа врска треба да се гради. Ако едно заедништво, една врска не се гради, таа се руши. Христијанството не е учење. Суштината на христијанство не е учењето. Суштината на христијанство не се доктрините, догмите. Тие се важни за да ни ја покажат природата на врската. Учењето треба да ни покаже дека во основа христијанството е заедница. Е општене со Христос. Доктрината ни помага да го градиме тоа заедништво. Доктрината е инструментот, а суштината е врската. Суштината е заедништвото. Христијанството е живење со личност, живот со Христос. И тоа е опасноста која доаѓа во црквата преку тие лажни учители, а тоа е и опасноста на ересите всушност и во целата историја на црквата, па и денес. Тоа сакат да го направат лажните учители. Да ја променат суштината на христијанството која е едноставна. Христијанството е едноставно. Овдека Павле вели, продолжува понатаму во 3 стих: се плашам како што змијата со своето лукавство ја измами Ева, да не се одвратат вашите мисли поради вашата искреност кон Христос. Тоест, да не се наруши таа искреност во Христос. А зборот искреност, што овдека го користи, хаплотес, значи просто, едноставно нешто. Вашата едноставност. Христијанството треба се одликува со едноставност, бидејќи христијанството се сведува на заедништво со Христос. Што прават тие лажни учители? Тие лажни учители таа едноставност, која значи заедница меѓу верникот и Христос, ја натоваруваат со некој ритуализам, со мистика, со гностицизам, со некакви духовни, сложни манифестации, екстази и така натаму. Врската ја натоваруваат со ритуализам, со церемониализам, со сложност, со комплексност. Тука би сакал да прочитам еден интересен, многу значаен текст на доктор Мартин Лојд Джонс. Вели вака, говорејќи на тој проблем кој и во современата црква го има, вели вака: како што животот генерално станува се посложен, така и верата има тенденција да биде повлијаена на истиот начин. Се чини дека како што односите меѓу луѓето стануваат потешки, покомплицирани, така би требало и односите со Бог да станат покомплицирани, бидејќи па тоа е многу поголем и повелик од луѓето. Има тенденција се повеќе да навлегува церемонијата, ритуалот, некаква сложна организација и активности, и аргументот е дека е безсмислено, глупаво е, наивно е да се мисли дека сложните проблеми на животот можат да се решаваат на едноставен начин, како што сугерираат проповедниците на Евангелието, кои имаат оној стар евангелски пристап. А фактот е дека, како што човек се оддалечува се повеќе од Бог, така и неговиот живот станува покомплициран, посложен. И тоа го гледаме не само во Библијата, туку и во целата историја. Протестантската реформација ја поедноставува верата. И не само верата, туку и целиот живот воопшто. Бидејќи вистинскиот духовен живот е секогаш едноставен живот. Зошто? Бидејќи духовниот живот е едноставен. Тоа е општене со Бог.
Ништо повеќе. А човекот се, бидејќи му изгледа премногу едноставно ти само да имаш заедница со Бог во молитва, во слово, затоа ќе побараме нешто подлабоко, нешто поголемо. Ќе вклучиме ритуал, ќе вклучиме мистика, ќе вклучиме некакви манифестации, ќе вклучиме нови откровенија. Бидејќи премногу едноставно ти само да имаш заедница со Бог. Кога го праша Барт, големиот швајцарски теолог, кој ја игра големата улога да го заштити христијанството од европскиот либерализам, либералната теологија, во време на Втората светска војна фашизмот оди во Америка, таму останува, предава на факултети и еднаш кога завршил предавање на некој факултет, дошол новинар и го прашал, бидејќи е голем теолог, која е најдлабоката, најголемата теолошка вистина што тој е открил во неговиот живот и во изучувањето на Библијата. И Барт за малку само се замислил и рекол, Исус ме сака и знам дека е така бидејќи пишува во Библијата. Тоа е најголемата и најдлабоката, најсложната, а во исто време и наједноставна вистина. Тоа е христијанството. Исус ме сака, јас го сакам и ние имаме заедништво. Едноставноста е сушност основата на христијанската вера. Заедница со Христос. И Павле е загрижен за верните во Коринт, бидејќи тие нудат друго учење. Вели, ако некој дојдеше да проповеда во 4-тиот стих, ако некој дојдеше да проповеда друг Исус, и тој ги има во предвид тие лажните учители, кого ние не сме го проповедали, ако добивте друг дух, кого не сте го добили, или друго евангелие кој не сме го примиле ние, вие добро ќе го поднесевте. И тука им кажува, да, дојдоа такви, проповедаа друг Исус, проповедаа друго евангелие, ви понудија друг дух и вие ги примевте. Зошто? Зошто тие лажни учители, и овдека понатамо тој се повеќе комплетира сликата за лажни учители, тоа биле некакви евреи од Јудеја кои носеле препораки од Ерусалим дека се навистина апостоли, го виделе некогаш Исус, имале некакви манифестации на Светиот Дух, некакви специјални дарби, некакви екстазни искуства, пророштва, видени и така натаму. Тие лажни апостоли всушност понуделе Христос, за кој тие веле дека е чудотворец. Ако вие верувате во Христос, тој е чудотворец, тоа е основното. А пак духот кој го нудат е некакви дарби во кои што има видение, пророштва и надприродни манифестации. А учењето пак тоа треба да биде представено со некоја висока философија. Тоа е ораторство, следејќи ги оние најмокни, најсилни принципи на филозофските школи. Тоа е една силна реторика, едно длабоко филозофско учење. Тоа се нештата за кои можеме да видиме од двете посланија, нештата кои ги нуделе лажните апостоли и биле прифатени. Да, биле прифатени, зашто тие сегаш може да представат едно харизматичко шоу. Всушност, нивните служби биле едни духовни театри, привлечни, интересни, со различните манифестации кои ги нуделе, духовни и така натаму. И апостол Павле е загрижен бидејќи тие театри што ги правеле, тие харизматични апостоли, нудејќи нели друг Христос, фалејќи се со своите моки, со своите дарби, со своите способности, ја довеле црквата или дел од црквата во ситуација да го загубат вистинското општење со Христос, да отпаднат од верата во Христос. Да ја помрачуваат суштината на Евангелието, а суштината на Евангелието е едноставност и посветеност кон Христос. Тоа е суштината на христијанството. За жал, тоа е проблемот со лажните учители и денес. Бидејќи се бара повисоки нивоа на духовност. Не е
на духовно искуство, на некакви специјални преживувања со Светиот Дух. Мене не ми е доволно да имам заедништво со Христос. Мене ми треба нешто повеќе. Јас сакам сега да искусам некој повисоко духовно искуство, да паднам во екстаз, да паднам во некакво преживување во Светиот Дух. Ми треба ново откровение, ми треба некво ново знаење, нова мудрост, кој никој не ја знае. Нешто повеќе од тоа што го пишува во Библијата. Да ми дојде Исус, да ми се појави, да го видам, да паднам во несвес и да почувствам некој специјален оген или специјална топлина. Тоа се тие учители кои го свртуваат вниманието на христијанинот од едноставноста во Христос, едноставноста на заедништвото во Христос. И Павле, говорејќи за тоа, продолжува и вели: но јас мислам дека во ништо не сум помал од тие над апостоли, кои доаѓаат и се представуваат супер апостоли. Зборот над апостоли е превод на хипер апостоли. Ако изборот хипер всушност значи супер апостоли. Тоа супермени апостоли, кои можат да летат, кои прават чуда, кои говорат работи, така убаво зборат, така ги магипсуваат луѓето, што те остануваат без див. И вели Павле: јас ништо помал од нив. Да, прост сум во говорењето, но во знаењето не сум прост, зашто јас ја имам суштината на христијанството. Тие луѓе може би имат некакви големи филозофии, меѓутоа нивното знаење не е Христово знаење. Насекаде по се сме ви добро познати. Можевте да не гледате додека бевме меѓу вас, да го процените нашето знаење, кој доаѓа од Светиот Дух и кој ние сме го добри лично од Христос. Во малку порано во ова второ послание, апостол Павле вели дека тие апостоли, над апостоли, гледат само на надворешноста. За нив е важно како ќе се представат. За нив е важно како ќе кажат. За нив е важно што ќе направат. За нив е важно каков впечаток ќе остават на луѓето со чудата што ги правеле, со дарбите кои ги имале. И Павле вели: тие гледаат на телото, но не гледаат на срцето. Тие гледаат на надворешноста, но не гледаат на суштината. Може би изгледа надвор супер, прекрасно, меѓутоа внатре суштината не е Христова. Содржината не е Христова. И она што Павле всушност сака да им го каже овдека: немојте да се залажувате по некакви надворешни, екстерни, како да наречеме, манифестации. Гледате ја суштината. Да, може ќе ве магепса со своето говорење, може би ќе ве воскити со дарбите, меѓутоа суштината. Го има ли тој односот со Христос? Има ли заедницата со Христос? Го познава ли Христос? Вилијам Баркли во коментарот кон овој стих говори за случка во 19. век во Англија. Некој лорд поканил гости на вечера, познати луѓе од градот, од околината, и после вечерата рекол: ај сега секој од Библијата нешто да изрецитира. И секако сите го знаат 23. псалм, имало некој глумец, актер, познат, со долгогодишно искуство, добар актер, и рекол: јас го знам 23. псалм, и така актерски убаво го изрецитирал и сите ракоплескале. Еден громогласен аплауз. Но до него имал некој човек кој не бил така во говорништво, но посветен христијанин, и му рекле: ај сега ти да кажеш нешто. И тој рекол: па јас го знам само 23. псалм целиот. И почнал да го кажува, и кога почнал, се чуло туку таму некој да се раскикоти, зашто човекот
голема разлика имало меѓу актерот и овој човек. Меѓутоа, како што говорел, се така замолкнувале и на крајот кога завршил, тишината била погласна од аплаузот. И актерот се свртал и му рекол: јас го знам псалмот, убаво да го кажам, ама ти го знаеш овчарот. И тоа е важно, да го знаеш овчарот, не псалмот. И тоа е она што Павле сака да го каже во овие стихови овдека. Не сум ништо помалку од нив. Да, нив ги бива многу. Да, имаат препорачени писма од Ерусалим, во кои што се тврди дека се големи апостоли. Да, имат некакви големи дарби. Да, се фала дека може да прават големи чуда. Но јас не сум ништо помал од нив. Зошто? Зошто јас го познавам Христос. Јас имам заедништво со Христос. И тоа е поважно од било што друго. И по ово продолжение Павле говори за вистинската љубов што има. Во 11 стих поставя едно прашање: зошто се тоа? Зашто не ве сакам? Не, Бог знае дека ве сакам. Кој е проблемот овдека? Павле обвина дека не зел пари од коринтијаните, а не зел пари од коринтијаните зашто, не го бива. Тој самиот знае дека не го бива и не заслужува да земе пари, а некој пак веле, па тој не ги сака вашите пари, зашто не ве сака вас. Арогантен е, може би надмен. Како и да е, различни биле причините, поради кои како се толкува таа неволност да ги зима парите. Како и да е, Павле им објаснува. Уште во првото послание тој ми обясни дека тој година и пол беше во Коринт, беше мајстор на шатори, произведуваше шатори, овдека им да објаснува. Другите цркви беа на товар. Македонската црква ми помагаше. Но не сакав да земам од вас, бидејќи вие сте уште бевте млади во верата и јас се плашав како, ако сум ви на товар финансиски, вие ќе го сватите тоа. Од друга страна пак, јас знам праксата. Во Коринт доаѓале филозофи, кои биле помагани, тоест за нивните лекции биле плаќени од коринтијаните. И кој е проблемот сега? Која е опасноста? Опасноста е дека тие филозофи биле демагози, тоест кога добиваат пари, тие ги прашуваат луѓето: а добро, зашто сакате сега да ви говорам и што сакате да ви докажам? Тоест, вие ме плаќате мене и јас сега ќе говорам она што вие го сакате, она што вам ви се допаѓа. И Павле, тргнувајќи од таа опасност, им вели: не, јас го говорам Христовото Евангелие, учењето за благодат, учењето на Христос. Јас сум само говорник на Христос. И затоа не сакам да се доведам во ситуација, земајќи пари од вас, вие да ја контролирате мојата проповед. И тоа е единствената причина, вели Павле. На други бев на товар, на македонската црква, вам не ви бев на товар. Но не е тоа, но тоа не е зашто не ве сакам. Напротив, бидејќи ве сакам, бидејќи сакам да ја знаете вистината и да не бидете ниту соблазнете, нити пак да дојдете во искушение, давајќи ми пари мене да ме контролирате, бидејќи сакам да ја знаете вистината, јас решив да не земам пари од вас. Тоа е целата причина. И сега, некои го обвинуваат заради тоа. И Павле вели: нема да дозволам. Нема да дозволам некој кој ви донесува лажно евангелие и ве ограбија да ме обвинуваат мене кој ви ја кажам вистината бесплатно и сега да ми товарат вина за тоа. Не, напротив, ќе се фалам со тоа. Ви донесов евангелие, ви венчав со Христос и сето тоа го направив бесплатно. И никој не може да се пофали со тоа. Само јас можам. Зашто тие лажни учители кои дојдоа, ве лажеа, вие говореа лажни учења и на крајот ве одраа кожата. И насгоре на тоа велат дека јас манипулирам со вас само заради тоа што не земав пари од вас. И затоа е она што ќе го правам, вели во 12 стих, и понатаму
Ке го правам за да не им дадам повод на оние кои барат повод, па да се изедначат со нас во оние за кои се фалат. Не, вели 10 стих, поради вистината Христова во мене, ова пофалба никој нема да ја ме земе во криштата Ахајски. Никој не може да ме земе пофалбата дека бесплатно го донесов Евангелието и се трудев меѓу вас бесплатно. И потоа продолжува и веќе целосно ги разобличува тие лажни апостоли. Вели такви се лажните апостоли, веќе ги нарекува целосно, ги демаскира. Лукави работници кои се преправаат во Христови апостоли. Изборчето преправаат 3 пати е употребено овдека, во секој стих поеднаш. Вели тие се преправаат во Христови апостоли, како што сатаната се преправа во ангел на светлината и потоа и неговите служителите на сатаната се преправаат како слуги на правдата. Но нивниот крај ќе биде според делата нивни. Што сака да каже овдека? Зборот преправање е интересен, значи да си ставиш, да се смениш на дворешноста, целосно. Тоест, да си ставиш ново лице, нова облека, целосно се трансформираш на дворешно. Да се маскираш е идеята, да се представиш за некој друг. И вели, сатаната го прави тоа. Сатаната која е темнина, ангел на темнината, секојаш кога се појавува ангел на светлината. Тоа се става маска, ја променува на дворешноста. Зашто ако тој се представи како ангел на темнината, кој ќе го прифати? Пред Ева се представи како змија која сака да направи нешто добро. Убав е плодот, ќе бидете мудри, ќе знаете што е добро, што е зло, ќе бидете како богови. Секогаш сатаната се представува како светлина, со нешто примамливо. И вели, така се и овие. Не се чудам, вели апостол Павле. И не е зачуден, пише во 14 стих. Да, јас се плашам, сум загрижен, но воопшто не сум изненаден. Јас не сум изненаден од успехот што го имат. Јас не сум изненаден за тоа што вие ги прифативте и тргнавте по нив. Не сум изненаден зашто тие како и сатаната се преправаат, се стават маски и се преправаат како Христови апостоли. И тие доаѓаат со примамливи работи. Доаѓаат со своите театри, со своите шоу. Меѓутоа нивната крајна цел да ве отргнат од Христос. Нивната цел не е вас да ве направат едни живи, вистински луѓе кои ќе бидете мотивирани кон служба. Не, нивната цел е да се ги задоволат своите ега. Нивната цел е да доминираат, нивната цел е да ве поробат од нивната суета, во нивното его. Но, вели Павле, го знаеме нивниот крај. Тие на крајот самите ќе си паднат во лагите, во собствените лаги, како што нели е крајот и на сатаната. Тоа е овие 15 стиха. И што е важното овдека? Важното прашање. Павле вели, јас сум љубоморен. Меѓутоа, моето љубомора не е моето его. Не е мојот интерес. Моето љубомора е дали вие, со кого што сум работел толку, заради кого што сум трпел толку, ќе останете кај Христос. Ќе ја зачувате врската, заедништвото со Христос. И тука прашањето е, кога има кај нас љубомор или завист, дали таа е себична, која тргнува од својата суета, од својата чест, од својата гордост, или пак таа заради доброто, поттикната од грижата за доброто на другиот. Што гледаме? Е исто така важно прашање. Гледаме надворешност или гледаме суштина? Што не привлекува? Не привлекуваат театрите или не привлекува она што не доближува на вистина до Христос? Дали христијанство ни е премногу едноставно, бидејќи се гради само на врска со Христос, или пак сме задоволни? Дали бараме нешто повеќе, зашто нездодевно, дали бараме и ние некаква
забава во христијанството, преку учењата кои ги нудат лажите учители, кои се грижат само за своето его, а не да растеме во Христос, во таа заедница со Христос, или пак Христос ни е доволен. Дали општението со Христос е најсладкото во нашиот живот и може да компензира се друго, или бараме нешто повеќе во оние надворешни суетни работи. Тоа се прашања кои овдека ги поставува апостол Павле и кои треба и ние да се ги одговараме. За жал, денес црквите во кои се говори простото, едноставното евангелие, не се така атрактивни и полни како црквите во кои што ги има театрите, харизматичките шоуа и забавите. И тоа е опасност за црквата в целата историја. Раната црква во првите векови била поделена на апостолска црква, која се гради на учењето на апостолите, и гностичка црква, црква која се гради на некои атрактивни филозофски учења. Знаете дека тие другите били секогаш побројни. И дека секогаш во опасност била она малобројната апостолска црква. Тоа е предизвикот за секој христијанин. Да си остане во верата во Христос, заедницата со Христос, бидејќи на крајот на краиштата нема ништо повкусно, поголемо од таа проста врска, од тоа просто општење, едноставно општење со Христос. Амин. Аз се исправам.